поканувам Христина Лозановска, која што е председател на Македонската асоциација за човечки ресурси. Благодарам. Значи, само HR може да знае, да препознае талент како Ана и да му даде ваква улога која е совршено добро ја работи. И практично и од минатата година знаеме дека таа го врзува целиот концепт на настанот во една убаво запакувана да речеме емоција и едно искуство низ кое што сите се надевам ќе поминеме убаво. Ви благодарам што сте тука. Им благодарам пред се на сите предавачи кои дојдоа од различни земји од Европа. Им благодарам на сите членови на Македонската асоциација за човечки ресурси што веруваат во оваа идеја. И можете ли за миг да почувствувате каква енергија има во оваа просторија? Колку е моќно кога сме сите заедно, кога сме здружени заради иста визија, кога не спојуваат исти работи. И колку тоа е моќно за да се реализира една идеја, како идејата за оваа конференција. Значи, ова е доказ дека секоја добра идеја, пласирана пред вистински луѓе, ќе доживее реалност. Затоа треба да бидеме стрпливи со нашите идеи, секаде каде ги пласираме, да бираме вистински луѓе пред кои ќе ги обзнаниме, затоа што тогаш тие имаат огромна моќ. Една добра идеја е како елементарна непогода, неизбежна е. Значи, идејата за формирањето на здруженијето пред 9 години, која што беше полна со ентузијазам, но многу неизвестност, стана одржлива само затоа што здруженијето има вистински вредности. Луѓето кои седат во управниот, во надзорниот одбор, веруваат дека крајната цел е заедничката визија. Споделувањето е начин на делување, а верување во успех е карактеристика на успешните. Така, со тоа би сакале да го отвориме овој настан и воедно да признаеме дека времето е вистинскиот критериум за нештата. Значи, времето ќе ги исчисти добрите работи од оние помалку битните. Времето не е тешко секогаш да се поднесе, но некогаш и многу тешко да се дочека. Затоа што тоа всушност не прави нас и поуспешни, созреваме со текот на времето. Пораката која што сакаме да испратиме од оваа бина е дека, ве молам, кажете им на присутните дека менеджмент со човечки ресурси е помалку битна функција на менеджментот од некоја друга. Дали некој овде ќе поверува во тоа? Она кое што 10, 15 години, 20 години се обидуваме да го пласираме во менеджментот на нашите компании, дека менеджмент со човечки ресурси е исто така битна алатка за успешен бизнис. Овде сите сме убедени во тоа. Со тоа, со времето, можеме да констатираме 9 години успешна визија и успешно работење на нашето здружение. Се надеваме дека традицијата ќе продолжи баш заради онаа поддршка која имаме од сите тука присутни. И едно не можеме да ви ветиме, нема да биде како оваа година, ќе биде многу подобро наредната година, бидејќи гледате прогрес, сите оние кои беа минатите години, гледаат дека оваа година сме уште подобри. Подобри сме и затоа што имаме и партнер. Повторно, win-win, повторно здружување и споделување на заедничка мисија. Вработување кон оваа година ја поддржа конференцијата да се подигне на повисоко ниво, затоа што и текако се големи познавачи на пазарот на трудот и знаат зошто оваа тема е најбитна денес и тука, и зошто овие 2 дена ќе ја посветиме нашата енергија за да бидеме присутни, каде што ќе слушнеме многу презентации од релевантни луѓе, предавачи од пракса, консултанти, сите присутни ви благодарам кои што се нафатија да дојдат во Македонија и да го направат Скопје центар на HR случувањата во регионот. Не знам што повеќе од ова би кажала, освен дека не заборавајте, сите потешкоти со кои што се соочуваме во нашата работа се и големи можности. Значи, онаму каде пласирате за прв пат идеја, она што е отпорот на почетокот, после ќе биде најголемата вредност за вас, бидејќи ако издржите со таа идеја низ времето и докажете дека вреди, вие сте на некој начин и собственик на таа идеја. Споделувањето на идејата со другите луѓе е тоа што ќе ја облагороди и ќе направи да биде успешна, приказна, како и оваа нашата. Во целото наше живење, playfulness, игривост,
живење на детето во нас е тоа што додава вредност во животот на секој човек. Затоа, верувајте, секој од нас се соочува со многу големи предизвици и сериозни ситуации. Некогаш не можеме да најдеме кадри, некогаш треба да работиме на намалување на кадарот. Значи, тоа се многу сериозни теми од HR. Меѓутоа, секогаш треба да имаме позитивна кауза, нешто поголемо како вредност што ќе не движи и тогаш ќе го најдеме вистинското решение. Се надеваме дека од тука сите ќе си отидеме пред се со некоја нова идеја, со некое ново сознание, ќе ги преиспитаме нашите моментални состојби и ќе ги провериме плановите за иднина, но при тоа исто така ќе склучиме некое ново пријателство. Нема да должам многу, ќе ве поздравам од името на сите членови на управен и надзорен одбор на Македонската асоциација за човечки ресурси. Ќе ве замолам да бидете тука што поактивни и во дружењето и да бидете присутни на гала вечерта денес, која што е намената за вас, односно за нас, за да можеме да бидеме и неформално опуштени и присутни и да доделиме и некое значено признание и награда. Толку од мене, јас ќе имам прилика уште неколку пати да ви се обратам во текот на програмата, меѓутоа сега не би должела на почетокот, ви посакувам пријатно искуство овие 2 дена, а сега го повикувам колегата Дарко Велков, уште еднаш благодарност до него за големата поддршка и се надевам дека тој е правата личност која што располага со многу корисни информации и кој што уште на почетокот ќе отвори одредени прашања со неговата нетипична или воведна информација или воведен говор, затоа што така сметавме дека најдобро ќе го прикаже она што најдобро го знае и го работи вработување ком. Повели Дарко, се надевам на долгогодишна соработка. Ти благодарам.